civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Медиумите воопшто не се справуваат со национализмот, како што или се справуваат многу лошо со национализмот. Како што се справуваат лошо со многу важни теми од овој спектар на теми кои што најшироко ја опфаќа оваа област за која што дискутираме денес на конференцијата. Значи, ако ја гледаме таа зелена агенда, тука е антинационализмот, социјалната правда, мултикултурата, почитувањето, меѓусебното почитување, почита не само кон животната средина, туку кон се она што не обкружува и обидот сите тие елементи да се доведат во некаква хармонија. Бидејќи ме праша конкретно за национализмот. Медиумите, нели, тоа е општо познато во теоријата, да не разглабам тука, доста добивме инпутот како тоа било во минатото, како е сега, од нашите видни новинари кои што се присутни на оваа дебата. Национализмот во последно време во Македонија, значи како рефлексија на тоа што се случува во општеството, бидејќи медиумите се нивно огледало на општествата во кои што творат и каде што дејствуваат и ја информираат публиката, односно граѓаните што живеат во тие општества. Национализмот последниот период не е толку видлив и брутален на медиумските екрани, печатените изданија, традиционалните медиуми воопшто ако ги земеме, но доживува една експлозија повторно на социјалните мрежи, особено на тие платформи кои што се базираат на содржина генерирана од самите корисници, односно учесници на тие платформи. Тука еве пластично да ги споменеме Facebook, Twitter, YouTube и така натаму. Она што влијае на некапацитетноста на медиумите да се справат со национализмот како таков, е нивната некапацитетност да го одбранат јавниот интерес, тоа за што зборуваше колегата Иванов, дека медиумите се доведени во состојба наместо да работат за јавниот интерес, за интересите на нивната публика, тие наместо тоа работат за парцијални интереси, пред се интересите на собствеништвото на медиумот, потоа интересите на сојузниците на собственикот на медиумот, односно тоа се пред се политички центри на моќ, кои што заедно ја прават таа спрега, што ја диктира и генерира сегашната медиумска агенда, односно тоа што го гледате во вестите, поминува низ тој филтер, а не низ филтерот на јавниот интерес. И национализмот е една од овие теми и тој во зависност од тоа каков е интересот на овие парцијални групи се потиснува како тема за која што се дебатира или пак се нагласува во одредени временски периоди. Ако анализираме во минатото, имавме едно 10 годишно владење на една авторитарна власт која што го користеше национализмот и го пренагласуваше во одредени периоди, обично тоа беа предизборијата, за да ги мобилизира партиските војски и поддржувачи кои што едноставно ја следа идеолошката матрица и дискурсот наметнат од тие политички партии, дека треба да се конфронтираат со другиот, односно дека другиот, условно речено, во етничка смисла најчесто, но и во религиска смисла е нашиот, условно речено, непријател. И ова им носеше политичка добивка на тие партии кои што имаат националистичка агенда или пак порадикални гледања на тие теми, а не онакви какви што ги предвидува или ги замислува зелената агенда која што зборува за антинационализам, за почитување на различностите, почитување особено на маргинализираните групи и обид за тие да се доведат во состојба на еднаквост, еднакви можности со сите во општеството. Тоа не е интересно
за овие центри на моќ и собствеништва, кои што сакаат едноставно народот да слуша и да гледа тоа што ним им одговара. Во поново време, еве сега да се вратам на сегашниот момент, еве се создадоа, нели, имавме една мултиетничка политичка коалиција, за време на овие избори се создаде и една друга мултиетничка политичка коалиција и тие се сега во меѓусебен надпревар во овој изборен процес за прв пат во историјата на нашата земја. Тоа, ако можете да забележите во политичкиот дискурс и во медиумскиот дискурс, доведе до испразнување на онаа тензија што беше вообичаена претходно. Но дали таа тензија ја снема? Не ја снема. Зошто не ја снема? Таа од полето на меѓуетничка конфронтација се префрли на полето на интраетничка или внатреетничка конфронтација. Сега на тие исти националистички теми не дебатираат македонците и албанците меѓу себе, туку македонците меѓу себе и албанците меѓу себе. И повторно истата реторика испливува тука, се обвинуваат меѓусебно кој е предавник, кој е патриот, кој е бугарин, кој е србин, кој е со шпион на Србија или на Русија, а кој е со интересите на албанците и така натаму и така натаму. Значи само условно речено непријателот е сменет, сега не е тој другиот, туку е овој нашиот, овој што е предавник на националната кауза. Добро е тоа што го видовме дека се создадоа тие две мултиетнички коалиции и тоа е веројатно патот кон кој што треба да оди политиката понатаму во нашата земја и за да имаме попристојни услови да ги отвориме овие други теми кои што се постојано потиснувани од оваа конфронтација, ставени под маса и не стануваат важни во општеството. Освен од оваа конфронтација, зборував и за другите услови создадени од центрите на моќ и од собствеништвата, кои што прилично сите важни теми за општеството ги сурпресираат, односно ги потиснуваат и не им дават да дојдат до јавноста која што би ги дебатирала на малку посуштествен, подиректен, попластичен начин, што би рекол колегата Писарев, низ примери, низ понуди и решенија да дојде до подобра состојба во општеството. Што е решението? Решението е едноставно граѓаните да вршат притисок врз овие две точки. Едната точка се политичките центри на моќ, заедно со нив и овие економски, медиумски центри на моќ, кои што се во тесна соработка и во нераскинливи врски. И втората точка е да прават притисок врз медиумите. Или пак она што се случува веќе години наназад, не само во земја, а секаде низ светот, да создадат своји медиуми и своји стандарди, кои што се оние стандарди кои што важат од секогаш и во медиумите важат со стотици години наназад. Не се сменија стандардите за новинарството и за медиумите, сменети се платформите. Порано било хартија, сега е некој електронски екран, утре ќе биде можеби наочари на кои што секе ни доаѓа тука пред очи, ќе се сменат техничките средства, технологијата, но принципот останува ист. Значи, ние пловиме по истата река. Како што сме пловеле пред многу генерации, само што сега не пловиме со дрвен шамет со весла, туку пловиме со некој глисер, со голем моќен мотор, кој што го представуваат еве денес овие електронски платформи, дигитални платформи и целиот овој нов дигитален свет. Притисокот мора да биде кон овие две точки. Медиумите веќе чувствуваат дека на некој начин оние традиционалните, но и овие новите што се родија на интернет, дека губат моќта да влијаат врз публиката, бидејќи не е како порано, еве зборуваше Писарев за Југославија, имавте први канал, втори канал, имаше и оној виц од бугарски каде што полицаецот на втори канал ти вика враштај на прва, значи врати на први канал. Сега има виртуелно неограничени извори на информирање, но за публиката да може да го направи тој притисок, треба да се случи еден процес на едукација и на ревалоризација внатрешна на тие вредности. Бидејќи медиумите, овие еве што наметнуваат национализам и радикализам, омраза и така натаму, тие не зборуваат на празно,
Тие зборуваат на публика која што има такви вредности, така е изградена, и ги галат ушите, и ја наоѓаат преку тие наративи. Тие луѓе што гледаат некоја телевизија која што постојано говори со јазик на омразата, не се луѓе кои што не сакаат омраза, тоа се луѓе кои што сакаат омраза, сакаат тоа да го слушнат, за да си ги потврдат своите вредности и начинот на кој што тие се изградени културолошки во традицијата, во поимањето на светот и така натаму. Затоа ни треба, за да се создаде овој притисок кон политиката и центрите на моќ и медиумите, ни треба образование, едукација на публиката. Ако видите, често пати државите се тие кои што влијаат овој аспект на едукацијата, медиумската едукација, медиумската писменост да се развие или да не се развие доволно, затоа што вие кога ќе добиете критички освестени граѓани, тоа значи дека и вие како држава ќе ви биде малку потешко да ги наметнете овие теми што сакате да ги наметнете. Но добрата држава, државата која што сака да развие демократија, која што сака да развие човекови права за сите, еднакво за сите, почитување за сите. Тие политичари, тие политички структури треба да бидат свесни дека треба да направат жртва, која што можеби ќе ги чини политичка кариера, политичарите се менливи, но таа жртва треба да биде направена за да дојдеме во ситуација општеството да биде поедуцирано, за да може да ги притиска центрите на моќ и на медиумите да создадат услови за еднаквост, еднакви општества, каде што секој граѓанин, без оглед на неговата припадност, пол, раса, вера, убедување и така натаму, ќе може да се оствари себе си и да придонесе кон тоа општество. Петри, само уште едно прашање. Во однос на медиумите, ние имаме плејада на медиумите како превземаните мрежи, одредени ставови, па ги пренесуваат како медиумска содржина, без ниту да наведат на насловот, па негде доле со ситни бутвички ќе прочиташ превземено од некој си анонимен профил. Но често тие профили знаат да имаат и дезинформации, а тоа да не им биде така јасно презентирано на граѓаните. Токму тоа ми е следното прашање. Како ти се справуваш со тие дезинформации, односно во емисијата Кратки нозе? Па се справувам на тој начин што се обидувам да дојдам до вистината, а до вистината не се доаѓа толку тешко како што изгледа навидум, но бара време. За разлика од некој кој што може да напише 3 глупави реченици со тешки дезинформации да ги објави за 2 минути, на тој што треба да ги провери тие дезинформации, да и каже на публиката зошто се дезинформации, му требаат часови. Како што вели познатата поговорка, додека вистината ги обуе чевлите, лагата веќе го обиколила светот. Инаку овој феномен, нели, како што вели вицот, го прашал еден што работиш новинар, што е тоа, вика, па гледам на Facebook што објавуваат, вика, го зимам тоа од Facebook и го ставам на сајт и го објавувам. И после тоа од сајтот го објавувам назад на Facebook. Тоа е денес грото, голем дел, за жал, од она што го гледаме како медиумски платформи кај нас. Тука фали основниот елемент, односно принцип новинарски, кој што вели провери пред да објавиш. Значи, може, легитимно е вие да земете еден Facebook став на човек кој што се смета за релевантен, влијателен во јавната дебата во некоја земја, но пред да го објавите, работа на новинарот е да го помине низ неговиот филтер, односно таа информација да ја провери. И не само да пренесе, како што често пати цитираниот добитник на Пулицер вели, нели, не е моја работа, сум викнал двајца во емисија, едниот вели врне, другиот вели не врне, ја да кажам на публиката особа А вели дека врне, особа В вели дека не врне. Работа на новинарот е да излезе, да го отвори прозорот и да види дали врне, и тоа да и го каже на публиката. И да каже, како што вели Зоки, кој лаже од овие двајца, бидејќи тој што еднаш излажал, голема е веројатноста, како она детено од приказната Волк, често пати да ја лаже својата публика и да се доведе во ситуација кога на вистина ќе се случи некој пожар, публиката да не му верува. Ние затоа
ќе ја повторам мојата поента, мораме да ги убедиме политичките елити, општеството, новинарите, медиумите дека ни треба критички освестена публика, која што постојано ќе ги притиска и ќе ги подобрува. Економскиот бенефит е тука. Без оглед дали вие имате едуцирана, неедуцирана, ваква, онаква публика. Тие луѓе ќе следат медиуми. Но каде е тука придобивката за општеството? Ја мислам дека и двете ситуации, и трите ситуации се возможни. Економските оператори да имаат своја економска добивка, создавајќи медиумски содржини, политиката да има своја придобивка, добивајќи поддршка или критикувајќи некоја политичка опција, но возможна во ваков контекст е и третата варијанта и општеството да има добивка. Затоа што доколку се менуваат тие кои што ја измамуваат јавноста или не ги остваруваат своите ветувања, а треба да се менуваат, како мислам дека Твенли беше или кој што вели дека политичарите и пелените треба да се менуваат често од исти причини. Значи, ако долго време ги носите, почнува да мириса тоа. Треба да дојдеме во ситуација каде што луѓето ќе бидат менливи, но системот ќе биде цврст, поставен на здрави основи, ќе овозможува еднакво за сите и прогрес за сите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.